Добар ден, криптоентузијасти. Денес ќе поразговараме на една многу битна тема за која што и сами гласавте на нашиот последен пол на групите, како и кај нас на самиот канал, а тоа е новиот хардфорк на самиот Cardano блокчейн, кој што моментално е дел од овој roadmap кој што го гледаме пред нас. Значи, ова е нивната официјална страна, IOHK, каде што на самиот Cardano roadmap можеме да видиме каде се наоѓаме со последниот апгрейд, а тоа е помеѓу Goguen и Basho ерата. Не знам дали сте запознаени, но Cardano има 5 официјални ери во кои што треба апгрейдите да се извршуваат, со тоа што секој од овие ери има соодветна практично тематика на која што се развива самиот блокчейн, а тоа е првата е самата фондација, односно восоставувањето на целата технологија како таква, основната технологија на Cardano, и ADA токенот. Потоа имавме децентрализација, каде што се направи онаа поделба на пулови и се децентрализираше мрежата, со тоа што Cardano е моментално најдецентрализиран блокчейн на светот. Си имавме смарт контракти, со тоа што се изедначи по технологија со Ethereum, дури и го надмина, со тоа што овие смарт контракти се многу понапредни. Самата технологија на Ethereum е, да речеме, втора генерација, додека Cardano и останатите нови технологии како што се DOT, SOL и слично се уствари трета генерација на смарт контракти, со тоа што првенствено оваквата технологија од трет левел е поради тоа што се proof of stake наместо proof of work, како што е на пример Ethereum, и дополнително останати надградби кои што на пример ги немаат оние од втората генерација, да речеме како што се Tron, Ethereum и слично. Со тоа што моментално Goguen ерата ја заокруживме во 2021 година со конечно целосно имплементирање на смарт контрактите и имплементирање на Plutus програмскиот јазик, кој што е програмски јазик кој што се користи исклучиво за Cardano и за девелоперите на Cardano на dApps-от кои што ги прават на самиот смарт контракт на Cardano. Самиот последен Plutus исто така напишан од Чарлс Хоскинс, односно тоа е устари основоположникот на Cardano, кој што е еден основачите на Ethereum исто така, и истиот го има напишано Plutus како јазик кој што е на некој начин следна генерација од Solidity, кој што е јазикот на кој што е напишан Ethereum на пример. Со тоа и дополнително да речеме е зајакнат како блокчейн самиот Cardano, но проблемот е што на почетокот на смарт контракт со овој Plutus јазик имаше мал проблем затоа што луѓето кои што сакаат да развиваат dApps, односно апликации на Cardano смарт контракт блокчейнот, не можеа да го направат тоа затоа што Plutus е сосема поинаков јазик од Solidity, кој што е на пример на Ethereum, и затоа на почетокот Cardano организираше 3 големи групи на програмери кои што ќе бидат тренирани во Plutus јазикот и ќе бидат тренирани како да ги развиваат самите dApps на Cardano. Сега, се наоѓаме помеѓу Goguen и Basho ерата, каде што од смарт контракт кои што веќе се оформени и нели самиот Cardano се уште се стабилизира, се префрламе на скейлинг ерата на Basho, односно зголемување на значи фактички резолуцијата на Cardano се зголемува да може да ги опфати сите овие нови dApps кои што се развиваат на неговиот блокчейн. Затоа што, прост пример, ако видевте Solana во последно време, значи главниот проблем на Solana е тоа што, за разлика од Cardano, кој што се развива постепено, значи Solana се развива брзо, истата се уште не е дури ни во алфа, односно во бета верзија, тоа е тестнет верзија, каде што поради преголемиот брз развој и несоодветно имплементирање на надградбите на самиот блокчейн технологија, доаѓаме до ситуации каде што значи самиот блокчейн, односно престанува да произведува блокови, односно целата блокчейн технологија се блокира и сите оние dApps кои што работат на Solana не можат да работат, значи прекинуваат. За разлика од тоа, Cardano до сега немал ниту еден таков испад, што мене ако ме прашувате е многу добар резултат, иако најчесто ваквите hard forks, односно надградби, ги чекаме многу подолго за разлика од останатите блокчейни, но мене ако ме прашувате, тоа е многу подобро. Значи, пристапот на Cardano не е само да се направи, да се стави и да се надеваме на најдоброто дека ќе работи како што треба. Значи, пристапот на Cardano оди до тој степен што Cardano како фондација, односно IOHK, има, значи, низ целиот свет
програмери, научници, зборуваме за секаков тип на експерти од ваквото поле, да речем на блокчейн технологијата, на програмирање, на развивање на апликации и слично, кои што даваат свое мислење на секој апгрейд кој што се прави на Cardano, затоа и толку е бавно кога се прави еден апгрейд на Cardano. Прво затоа што прво мора истиот да биде изгласан од сите, од повеќето од луѓето кои што имаат Cardano, односно самите нодови, нели, држачи на Cardano и слично. Откако тоа ќе биде направено, нели, тоа оди преку самиот wallet. Не знам дали сте видели, има посебен начин на гласање кога имаме одреден предлог, треба да се пријавиме и при тоа гласаме во одреден временски период дали сме за или против одреден предлог и со тоа фактички заедницата одлучува дали ваквиот предлог ќе биде имплементиран во технологијата на Cardano. За разлика од тоа, дополнително ваквиот предлог дури да биде прифатен, значи се оди до комплетно тестирање, дури некогаш и премногу, и значи не само што се тестира, ваквите резултати понатаму се праќаат на овие експерти кои што треба да дадат свое мислење дали тестот бил успешен, дали се задоволни од сето тоа, доколку не, тогаш се враќаат повторно, прават повторно тестови, се додека не се дојде до ситуација каде што се сигурни во најголем можен процент дека самиот хардфорк, односно да речем промена на ера, ќе биде комплетно функционална пред да ја пуштат истата во употреба. Значи смарт контракти се сеќавате, ние истите беа за цела година поместени, се додека конечно беа задоволни со резултатите на она што се очекува. Сега, башо ерата во која што треба да навлеземе е за скейлинг. Односно да се зголеми самата конструкција и брзина и значи сето она што е потребно за Cardano блокчейнот, целиот блокчейн да биде соодветен за да може да се развиваат овие апликации. Сега ќе ви покажам зошто. Значи оние кои што има многу негатори на Cardano, тоа ми е јасно, посебно оние кои што имаат финансирано огромен број на пари во Ethereum, мене докога го прашувате и дури е паметно да бидат негатори, затоа што ако се сеќавате, Cardano немаше ниту една апликација. Моментално се развиваат илјадници апликации, илјадници. Гледайте. Значи ова се различни, како што се сеќавате, нели? Имаме различни сфери во крипто, како што е DEX, како што е имаме дури Launchpad апликации, како што имаме нови проекти кои што се лансираат на овие проекти. Lending and Borrowing, односно DeFi, потоа имаме Yield, еве на пример NFT Gaming, како што може да видите има огромна сфера која што се развива на Cardano, wallet-и, имаат доста различни wallet-и, payments, гледате имаат дури и Oracle, самите по себе, јас на пример еве многу сум заинтересиран за Charlie, кој што беше првиот Oracle на Cardano, но за тоа потоа сакам да кажам дека Cardano кој што го познавате од пред една година, со Cardano кој што моментално се развива, нема никаква врска. Сега ќе ви кажам и зошто. Затоа што апликациите сами по себе, значи многу од нас очекуваат дека кога ќе биде имплементиран смарт контракт, цената на Cardano ќе биде веднаш највисока, наеднаш ќе имаме илјадници Cardano апликации, но проблемот е што многу од нас не го разбравме тоа дека е потребно време за овие луѓе кои што прво треба да се запознаат со Bluetooth јазикот, потоа треба истите да научат како да го користат на dApps, значи да тестираат, па дури потоа да почнат да градат апликации кои што ќе бидат имплементирани на Cardano мрежата. Од друга страна, да не заборавиме дека моментално не можеме да направиме трансфер на технологија од Ethereum во Cardano, затоа што одреден блокчейн кој што бил развиен на Ethereum, замислите сега треба да се репрограмира комплетно од нула за да може да се префрли на овој екосистем. За тоа има решение, но ќе дојде подоцна, исто така во оваа ера, во скейлинг ерата на Башо, каде што моментално Cardano која што ќе претвори технологијата која што имате, да речеме, од Ethereum и неговиот Solidity programming language директно во Bluetooth на ADA. Значи моментално развиваат посебен тип на апликација која што ќе може наместо да треба да го репрограмирате целиот ваш блокчейн проект, вие буквално ќе може само да го трансферирате заедно со, значи не само блокчейн технологијата, туку и самите токени да бидат трансферирани од едниот блокчейн на другиот блокчейн во комплетно нова технологија на ADA, каде што се уште го задржуваат истиот токен, но е базиран на ADA технологија. Значи не само да имате како досега, значи и досега може да го направите тоа, со тоа што на пример еве Ethereum не мора да го држите на Ethereum мрежата, може да го преместите на BNB, односно на Binance мрежата. За разлика од тоа, значи, но тоа станува збор за врапење.
каде што вие фактички го заклучувате етериумот за да добиете противвредност на тој етериум во таков токен на блокчейн мрежата на Binance. Овдека ќе може да ја трансферирате целата технологија од едниот во другиот, што е импресивно. Но затоа подоцна денес треба да разговараме за Васил Хартфоркот. Идејата на Башо ерата е да се развијат, значи практично да се направи имплементација на апгрейди на самиот блокчейн на Cardano за да се направи скейлинг со цел Cardano да биде побрз и да биде поприфатлив за новите проекти кои што се развиваат, а ќе има многу такви. Не заборавајте дека потребно е барем еден bear до bull market да помине за овие апликации конечно прво да се истребат оние кои што ќе бидат позитивни, кои што навистина ќе можат да допринесат, а потоа таквите и да практично да влезат на самиот блокчейн пазарот да се покажат, затоа што во bear market не може нов проект да дојде до израз. Затоа и треба да почекаме до следниот bull market каде што конечно овие апликации кои се развиваат, овие илјадници апликации кои се развиваат, конечно ќе дојдат до израз. И не заборавајте, било која од овие апликации да се пробие на самиот маркет и да се пробие на самиот пазар, дополнително ќе значи растење на цената на ADA. Тоа е прост пример со Ethereum. Значи колку повеќе апликации имате на Ethereum, толку повеќе цената на Ethereumот расте, затоа што како и кај Ethereumот, така и во ADA, значи се користи ADA-та за трансакциите, затоа што тој е основниот блокчейн кој што се користи за трансакции на било која од овие апликации кои што развиваат на самиот екосистем на Cardano. Сега, значи Васил Хартфоркот ни нуди неколку надградби, од кои што првата надградба во случајов, значи ќе одиме една по една. Првата надградба ни представува надградба на самиот програмски јазик Plutus, со тоа што е направено, значи Plutus кога програмираме одредени апликации, значи програмираме на тој начин што истите треба да создаваат блокови кои што потоа се практично прават трансакции кои што се направени во блокови на самите нодови и запишани на леджерот на Cardano. Тоа би била кратката верзија. Со тоа што секој од овие блокови кој што е направен на да речеме одредена апликација има посебни делови како што се скрипти, инпути и датоми. Тоа се три различни практично компоненти на самиот блок кои што завземаат одредено место во блокот и на тој начин фактички ги исполнуваат она меморија која што секој блок треба да ја има. Со тоа што со новиот Васил Хартфорк, идејата, практично солуцијата е направена на тој начин што наместо да се стави скриптата како таква целосна, запишана заедно со трансакцијата во одреден блок, ќе биде ставена само референца на скриптата, односно овие скрипти се веќе познати за самиот Plutus, за самата смарт машина на Cardano, со тоа што кога ќе се стави референца на скриптата, тоа е само еден мал запис во практично оној програмски дел, наместо да се става целата скрипта. Со тоа што откако ќе се стави овој мал запис во програмскиот дел, самата значи смарт машина на Cardano ќе знае точно кои скрипти да ги користи без истите да ги има во самата трансакција. Со тоа се намалува големината на една трансакција. Значи, пример, наместо да биде, сега, иако не знам точно колку би била една трансакција, наместо да биде 1 килобајт би била половина од тоа. Со тоа истото се случува и со input, значи ова се некои компоненти, како што рековме, на самата трансакција, која што апликациите треба да ја запишат во истата, пред истата да помине до нодовите, каде што треба да биде одобрена и на тој начин овие компоненти во трансакцијата завземаат поголемо место. Со намалување на овие компоненти и ставање само референца на тоа кои се уствари компонентите кои што треба да бидат користени, кои што и се познати на смарт машината на Cardano, се намалува количината. Иако има подетално објаснување од сето ова, нормално, значи јас не можам да кажам дека сум програмер или дека го разбирам Plutus јазикот за да ви кажам во детали, а од друга страна, она што вие треба да го извлечете од ова е дека со намалување на трансакциите по големина кои што влегуваат во еден блок, може повеќе трансакции да влезат во таквиот блок, на тој начин го прави побрз целиот блокчейн, односно на Cardano, со што ваквиот блокчейн, доколку е побрз, ќе може побрзо да ги процесира сите овие трансакции кои што произлегуваат од апликациите кои што ги имаме на Cardano. Значи тоа е поентата на овие три предлози, CIP, односно Cardano Improvement Proposal, значи тоа е уствари поентата на овие основни три, а следно е Diffusion Pipelining. Сега, идејата на Diffusion Pipelining е направена
со тоа што значи доколку сте запознаени, одредена трансакција за да може да биде валидирана и да може да биде запишана како трансакција на блокчейн технологија, мора да помине доколку е proof of work преку самите мајнери да ја одобрат, или па доколку е proof of stake преку нодовите на proof of stake технологијата треба да помине преку одреден број на нодови, и истите треба да ја одобрат, и на тој начин трансакцијата поминува и е запишана како таква во леджерот на таа технологија. Сега, во оваа ситуација идејата е направена наместо да се чека еден по еден пуловите да ја валидираат целосно, значи со започнување на трансакцијата во еден пул, истата започнува да се валидира во друг, во трет, во четврт, во пет, со тоа во исто време во повеќе пулови се валидира трансакцијата и на тој начин се намалува брзината. Значи, ова е светската мапа на сите пулови кои што ги имаме на Cardano, а тоа се многу, значи зборуваме за јадници пулови, кои што како такви, значи добиваат награда со стейкинг, односно добиваат дел од оној фи кој што го плаќаме, доколку земат одредена трансакција да ја валидираат. Значи идејата е дека за валидација они добиваат дел од фито кој што го плаќаме во ADA, и на тој начин практично пуловите дистрибуираат стейкинг до оние кои што ставиле собствени ADA токени во самиот пул, кој што е уствари валидаторски нод. Сега, во истата ситуација кога тоа се случува, значи идејата на diffusion pipelining е во повеќе, замислете во сите овие да речеме пулови, да се стави наеднаш трансакцијата да се валидира наместо во еден по еден, на тој начин се намалува драстично брзината на валидација на една трансакција. И на тој начин се побрзо и побрзо запишуваат овие трансакции во блок пред истиот да биде даден на леджерот да биде запишан. Значи, затоа идејата на овој diffusion pipelining исто така драстично ќе ја намали брзината за одредена трансакција да биде валидирана, а со тоа и да биде побрзо имплементирана на леджерот на Cardano. Сега, истите развиваат моментално уште еден сегмент од технологијата, каде што наместо да биде запишан еден блок, значи на Cardano блокчейнот на секои 20 секунди е запишан еден блок. Идејата е направена моментално, значи тоа го развиваат исто во овој дел, тоа ќе биде или во Vasil или во следниот хардфорк, каде што наместо да биде еден, ќе имаме паралелни блокови во кои што во едниот ќе бидат запишувани само самите трансакции, но не целите трансакции, туку само референца на трансакциите, додека званичната трансакција ќе биде запишана во паралелен блок кој што ќе оди многу побавно, и идејата е се додека имаме на 20 секунди во создавање на блок кој што ги содржи само референците на трансакциите, кој што ќе може да содржи многу повеќе референции, затоа што ова е само обична линија на да речем текст кој што ни реферира на целосниот документ, односно целосната количина на податоци кој што е во паралелниот блок. Иако за сега, за жал, не постои визуелен приказ каде што би можел тоа да ви го покажам, значи за жал не можам да ви покажам како тоа изгледа, мора да го разберете во однос на она што го објаснувам. Значи паралелни блокови во кои што во едниот блок имаме само референции на трансакции, а во другите блокови имаме званични трансакции. Со тоа што првите блокови може да одат многу побрзо, затоа што се потребни само референциите, а со тоа и самиот блокчейн може да оди многу побрзо и да создава многу повеќе трансакции во еден блок, додека вториот блокчейн, каде што моментално се реферираат овие трансакции, ги содржи комплетните трансакции кои што не мора да оди толку брзо, односно може да има повеќе време да бидат валидирани сите овие трансакции, проверени и запишани на леджерот. Со тоа што само првиот блок е оној кој што е битен за блокчейн технологијата на Cardano да се движи, да запишува блокови. И значи таа идеја е револуционерна. Идејата е дека се додека имаме референции, значи валидацијата може да се одвива и побавно, но за разлика од тоа блокчейн технологијата, односно трансакциите ќе бидат запишувани многу побрзо и многу повеќе трансакции ќе бидат вклучени во еден блок каде што може само со референца да биде запишана цела трансакција. Значи тоа е моментално револуционерно решение на Cardano, кое што моментално треба да биде имплементирано во башо ерата. И на тој начин многу да го забрза процесот на запишување на трансакции, а со тоа и скейлингот, односно колку повеќе трансакции доаѓаат на самата Cardano, значи со однос на тоа дека имаме огромен број на апликации, толку повеќе вакви креативни решенија се потребни за да може да се направи
блокчейн технологијата да не крахира, односно да не биде презаситена како што тоа се случи со Solana. Без разлика колку Solana е брза, значи ова е не знам кој пат поред каде што истата крахираше, односно поради преголем број на трансакции, истата престана да произведува затоа што не може брзината да ги стаса сите овие трансакции. За разлика од тоа, идејата на Cardano е револуционерна, јас се надевам дека ќе успеат во тоа, јас сум исто така голем поддржувач на Cardano, затоа што технологијата на Cardano е моментално неверојатна за времето во кое што живееме и верувам дека истата во наредниот булран ќе се одрази на самата цена. Сега. Дополнително се спомнува дека во Vasil хардворкот ќе биде исто така зголемен повторно блокот. Истиот беше зголемен последниот април, сега се верува дека може да биде тоа направено повторно, односно самиот блок, доколку се зголеми за неколку килобајти, истиот ќе може уште толку повеќе трансакции да вклучи во еден блок, па истиот да биде запишан на блокчейн Ledger. Со тоа што колку е поголем блокот, за жал, иако содржи повеќе трансакции, повеќе време е потребно за истиот да биде процесуиран, валидиран и запишан. Но тоа не го менува фактот дека доколку се имплементираат овие надграби за кои што веќе разговаравме, може оваа зголемување на блокот да не буквално да не направи никаков проблем на брзината, затоа што како што може да видите, со моменталните решенија се намалува брзината на процесуирање многу, со тоа доколку се зголеми блокот, брзината би дошла до, да речеме, иста ситуација, а ќе може многу поголем обем на трансакции да поминат во еден блок. Иако звучи малку збунувачки, значи, пак ќе кажам, самиот Vasil хардворк доколку биде успешен, многу ќе допринесе за брзината и за стабилноста на мрежата во однос на новите апликации кои што се имплементираат на самиот Cardano. Значи, искрено сум голем на некој начин поддржувач на оваа технологија, конкретно на Cardano, и верувам дека истата има многу солидна иднина, иако можеби нема, например, да го замени Ethereum, но истата сигурно ќе биде дел од екосистемот, барем во следниот булран, понатаму ќе видиме. Затоа што досега истите работат, значи не можам да кажам безгрешно, но самиот развој досега е легендарен. Значи една од најстабилните, најдецентрализираните и на некој начин буквално се отворени за работа со јавноста. Значи јавноста е таа што одлучува што ќе биде имплементирано, како ќе биде имплементирано. За разлика од Ethereum, каде што Виталик е оној кој што го има последниот збор, овдека Чарл Хоскинс не е ниту дел од извршниот комитет кој што одлучува за одлуките на IOHK или пак на Cardano фондацијата. Значи истиот е само еден од оние луѓе кои што работат на развивање на Cardano како блокчейн технологија. Значи истиот нема, самиот ги има буквално дадено сите ингеренции кои што ги има во самиот проект. Значи тоа е неверојатно. Да имате ваков тип на блокчейн технологија која што е на некој начин една од топ 10 во светот и зборуваме за крипто која што топрва ќе биде топ во светот и вие да ги дадете сите ваши ингеренции, односно да немате никаков удел, практично освен давање на ваше мислење во одлуките на самиот Cardano блокчейн технологија. Тоа е одлично. Сега, да направиме една кратка анализа на самата цена на Cardano, затоа што секој очекува памп во оваа ситуација кога имаме хардворк, нормално. Сега, да не забораваме дека моментално Cardano, како и сите други технологии, се наоѓа во пат, затоа што имаме значи bear market. Со тоа што овој пат моментално како и сите коини во bear market е драстичен нормално и моментално се наоѓаме под претходниот all-time high. Со тоа што се наоѓаме точно во ова поле за кое што разговаравме дека цената ќе се наоѓа, мораме да видиме дека моментално се наоѓа под 78,6% Fibonacci секвенцата, затоа исто да ќе ја избришеме, со оглед на фактот дека од овој момент кога се наоѓа веќе под самата Fibonacci секвенца, следно што можеме да очекуваме е евентуално дупло дно. Иако тоа би било драстично намалување на цената, но не можеме да знаеме се додека не видиме што ќе се случува со самиот биткоин нормално. Да го погледнеме на месечно ниво market cipher-от, кој што е, значи, сток RSI е oversold комплетно, momentum wave-от, односно бранот се движи надолу, заедно со VWAP, кој што се уште нема за обдување. RSI се наоѓа на вредност од 43, што се уште, значи иако е најдлабока вредност која што некогаш сме ја добиле на Cardano, тоа не го менува фактот дека се уште не е oversold додека не падне под вредност од 30. Сега да се вратиме на неделно ниво и да видиме што можеме да видиме. Таму, значи како што рековме, овој сегмент каде што моментално цената се наоѓа, го поставивме, ако се сеќавате, во нашата прва анализа
кога го најдовме овој паѓачки триаголник на цената на Cardano и рековме дека очекуваме со неговото испаѓање, односно рековме, како што се сеќавате, веќе имаме објаснето во однос на паѓачки триаголници, дека 70% од времето се цената крши нагоре од истите, и гледаме дека моментално Cardano на неделно ниво има 200 неделна средна вредност, која што е пробиена и цената се наоѓа под истата, но за разлика од тоа, доколку го погледнеме Market Cipher, имаме bullish divergence, затоа што имавме паѓање на цената со формирање на повисоко дно на momentum wave-от, со тоа и добиваме bullish divergence, каде што имаме овие две зелени точки, имаме мала зелена точка со прекашување на бранот на моментум и голема зелена точка поради bullish divergence. RSI, сток RSI се уште не е oversold на 33, сток RSI е 20 и не заборавајте дека можеме да видиме имаме огромен одлив на средства во однос на money wave-от, односно овој бран на парите, кој што од зелена моментално во комплетно црвена површина практично. Значи да не забораваме, hard fork најчесто на Cardano носи раст и иако би бил оптимист да речеме дека може да се случи ова, затоа што се сеќавате како се мери мета на секој паѓачки триаголник или било каков триаголник. Од врвот на триаголникот до под прав агол до долната страна на во оваа ситуација долната страна на самиот триаголник под прав агол. Значи ова би требало да биде потенцијалната мета доколку имаме кршење на триаголникот, да речеме во оваа ситуација, и цената би стигнала до 1,7, но да не се лажеме. Значи ова е на некој начин ова е само потенцијална мета. Гледаме дека истата кореспондира со овој левел овде, кој што моментално гледате имаме пробив на цената претходно, бил резистенс, истиот пробива надоле и извинете, бил сапорт, потоа пробива надоле, сега моментално резистенс, односно отпор. Значи гледаме дека претходно ова ниво навистина било почитувано и затоа и гледате како автоматски самиот trading view, односно техничката анализа ни покаже дека тоа е потенцијалната следна мета на Cardano, со тоа што истата ќе оставиме во случај да добиеме масовен, затоа што како што видовте и сами, овој hard fork Vasil е одложен за 1 месец поради дополнително тестирање, кое што воопште мене не ме вознемирува. Зборуваме за bear market, никој не се брза со апдейтите, она што веќе го разговаравме, затоа што апдейтите се многу по ефикасни кога истите ќе бидат направени во тек на bull market. Така да мене ако ме прашувате дури да го одложат овој hard fork и понатаму, иако нив им е потребен затоа што имаме огромен број на апликации кои што може да направат загустување на транзакциите и да имаме или забавување или запирање на производството на блокови, што не би било добро во никој случај. Затоа и верувам дека потребен има моментално да биде направен овој Vasil hard fork, но нели ќе видиме како се до тоа ќе се одвива. Во случај, значи ова е максимална, значи не реков дека ќе се случи, ова е максимално што би можело да очекуваме од оваа формација во случај да биде скршен триаголникот нагоре, со тоа што да не забораваме дека се наоѓаме на 200 неделната средна вредност, која што историски до сега ни покажала дека представува ниво на акумулација во bear market, што значи дека овој триаголник кој што ние го ставиме, гледате, и после толку падови, цената се уште остана во триаголникот кој што го определивме уште пред 2 месеци, кога прв пат направивме анализа за ADA, што значи дека се уште има голема шанса истата цена да остане во овој триаголник, затоа што со ваков тип на hard fork во bear market барем ќе очекуваме цената да не падне како останатите коини, затоа што доколку споредиме на месечно ниво, еве на пример на CoinGecko, тоа што доколку погледнеме на месечно и на двомесечно ниво, во случајов, значи гледаме, еве моментално Cardano се наоѓа со 4 на месечно ниво и 40 на двомесечно ниво. За разлика од тоа, гледате овде имаме 21, со тоа што не заборавајте дека зборуваме за hard fork. Значи дека овде можеме да добиеме и зелена бројка многу лесно. Значи во овој последниот месец имаме 21% на Solana, добро поради падот, BNB 29, Ethereum 47, Bitcoin 29. На 2 месеци опрлика се негде исто, затоа што имаме 40, иако овие се малку повеќе, кои што се 59, 54, добро, ова не е многу, 43, 39, но 59 и 45, за разлика од 40, каде што знаеме дека кога Биткоин паѓа, најчесто останатите коини паѓа многу повеќе. И со тоа гледаме дека Cardano се држи релативно добро во однос на останатите коини, поради очекувањето на самиот hard fork. Да не забораваме, тоа е голема причина.
Следно што можеме да кажеме е дека одма поднес се наоѓа овој сегмент, односно тоа е претходниот баунс кој што го имавме од 2017 падот, ова е во bear маркетот. Значи овој баунс ни представува, како што можеме да видиме, отпор на цената во овој сегмент, а во исто време ќе представува и поддршка на цената доколку иста да продолжи да паѓа во овој триаголник, што не верувам, јас верувам дека иста да ќе продолжи да се движи хоризонтално, значи она choppy movement што се нарекува, во текот на bear маркетот, доколку немаме некој, да речем, огромен евент каде што се очекува пат, не знам, нова војна или нова криза, верувам дека ова ќе биде полето, како што рековме, во кое што ќе го, значи, го да акумулираме и ќе продолжиме да го акумулираме во самиот bear маркет. Значи ова е генерално општа анализа, значи иако ќе кажам, оваа мета е многу на некој начин не е потенцијално, но не може да очекувате затоа што имаме огромен отпор над нас, значи зборуваме за 0,5, извинете, тоа е 1, усвари, не се наоѓаме на 0,5, значи 1 како психолошка бариера, ги имаме 50 и 100 неделната средна вредност на нас, така да и самиот триаголник кој што се уште треба да скршиме. Значи ова се бариери кои што треба да ги помине за да може да стаса до оваа потенцијална мета од триаголникот кој што е паѓачки во случајов, така да тоа е само потенцијална мета. Јас се уште би очекувал дека истата ќе се движи во овој правец, иако значи зборуваме за bear маркет кој што би требало потенцијално барем уште 6 месеци пред цената да има било каков значителен баунс нагоре. Затоа и не би брзал нигде со АДА. Јас како што реков, колку поевтино можеме да купиме АДА, колку повеќе цената падне, толку повеќе мене ќе ме радува, затоа што како што реков, ова е еден од главните проекти кои што ги акумулираме за наредниот bull маркет. Значи, накратко ова беше се што можеме да кажеме во однос на Васил, хардфоркот кој што доаѓа не овој, наредниот месец, значи имаме најави дека тоа ќе се случи наредниот месец, ќе видиме кога, нормално ќе пробаме да информираме на каналот кога тоа ќе се случи. Со тоа и го завршуваме ово видео за Cardano и негов краток апдейт. Се надевам дека уживавте во оваа тема, посебно со оглед на фактот дека самите вие гласавте да добие приоритет во однос на обработка на нашиот канал. Затоа и благодарам уште еднаш на поддршката, се надевам дека ќе продолжиме и понатаму со исто темпо. Како што рековме и постојано, слободно оставајте коментари, секаков лајк и шер е добре дојде на каналот со цел да прошириме нашиот материјал на луѓе кои што навистина сакаат да научат во однос на блокчейн. И со тоа ќе го завршам ово видео овде. Се надевам ќе се видиме во следното видео. Препоставувам дека утре ќе имаме ново видео во однос на гласањето кои што ги направивте на самиот пол. Затоа нормално ќе видите утре во вообичаено време негде наутро околу 9-10 часот. И се гледаме во следното видео. Поздрав од тимот на CryptoGamingия.